Објект кој го окраси наше Куманово, каде во моментов се наоѓаме. Занајчискиот дом на плоштадот во нашиот град е еден од најубавите и најрепрезентативните историски, културни и архитектонски објекти во градот, препознатлив белег на градот. Објектот има и посебно символичко значење, затоа што неговата изградба е поврзана со самите почетоци на планскиот урбанистички развој на градот, како и економскиот раст на почетокот на 20 век. Објектот е веројатно најинспиративното архитектонско дело на рускиот инженер Владимир Антонов, кој покрај останатите го остави на Куманово. Изграден во периодот помеѓу двете светски војни, кога Куманово бил претежно занајчиски град, домот требало да послужи за културно издигање на занајчиската младина. На иницијатива на занајчискиот ЕСНА во декември 1923 била донесена одлука за покренување на фонд за изградба на домот. Камен темелник бил удрен при крајот на мај 1930 во време на силна економска криза како во светот, така и во државава. Објектот бил изграден за 6 месеци, а на свеченото пуштање во употреба на 21 ноември 1930 година била организирана помпезна свечаност со присуство на председателот на тогашната влада на Кралството Југославија, Петар Живковиќ. Задоволство ми е да го поканам господинот Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово, да ви се обрати. Почитувани рецензенти, дами и господа, честа е голема како домаќини. Вечерва имаме можност да видиме едно убаво дело кое што пишува за нашата кумановска етногенеза и кое што верувам дека ќе остави белег во нашето богато историско минато на нашиот град, на нас кумановчани, на нашиот народ и на нашата држава. Поминале многу години вечерва во предвечерието на 5 века Куманово, кое што ќе го прославиме сите заедно следната година. Имаме уште една можност и задоволство да видиме нешто ново, создадено како творештво на наш собраѓање. Ја користам оваа прилика да и се заблагодарам на почитуваната Силвана и на сите вас и на почитуваните рецензенти што дадовте допринос на збогатување на нашето кумановско творештво. Уште еднаш честитки до сите кои што го вложивте својот труд во ова и верувам дека ќе служи на сите идни генерации како темел на традицијата, вреднување на минатото и создавање на вистината. Ви благодарам. Културно живење во Куманово. Силвана Бојковска е родена 1967 година во Куманово. Таа е дипломиран економист и магистар по македонска литература на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Член на Друштвото на писатели од Куманово. Се занимава со активно творештво веќе неколку години. Повеќето од своите песни ги има објавено во неколку изданија на кумановски алманаси. 2015 година ја издаде и својата прва книга под наслов Белег, збирка на хумористични песни. Таа го негува кумановскиот говор, традиционалниот и современиот живот во градов преку збор, слика и хумор. Почитувани, ментор на овој значаен труд, еден од менторите е професор доктор Маја Јакимовска-Тошич. Доктор Маја Јакимовска-Тошич е актуелен директор, научен советник и редовен професор на Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Потесни области на нејзин научно-истражувачки интерес се медиевистика, палеославистика, средновековна македонска литература, културолошки студии, современа литература, како и на студиската програма од прв циклус македонски јазик и книжевност на Државниот универзитет во Тетова. Повелете. Драги гости, драги сограѓани, имам навистина едно големо задоволство денеска по пресрет на големиот јубилеј, изгравиран на нашиот амблем на градот 1519 година. Значи, под еден ваков повод да се обратам вечерва на промоција на едно интересно издание и значајно за нашиот град, традиционалните и современите форми на
Куманово. Сметам дека наредната година ќе треба да ја пречекаме како град со низа културни манифестации, достојни за овој навистина значајни големи юбилеи. Тоа се 500 години постоење, живење, развој, растеж на градот. Иако ние зборуваме за некои 500 години, сепак можеме да одбележиме барем онака како што и во научната литература, дека еден поинтензивен развој градот сепак бележи во изминатите 170 години, значи некаде од динамичниот 19 век, со изградба на железничката пруга 1887 година, која што го спојува Солун со Скопје и со Белград. И тогаш градот навистина го добива своето вистинско значење со развојот и на граѓанската класа, па некаде кон крајот на 19 век тој бележи 15.000 жители. Значи, сите овие факти, податоци за еден ваков динамизам, за едно вакво активно растење и развој, ние можеме да ги најдеме во нашето издание, кое што вечерва е пред нас овде достојно за промоција, пред ваков голем број на мои сограѓанки и сограѓани, но и да потенцираме што е тоа автентично, специфично, карактеристично за нашиот град, за духот на нашето поднебје, она што го издвојува Куманово можеби од останатите градови во републиката, од регионот, од Балканот и што му дава една специфична боја. Да се навратам на изданието кое што е предмет на наш вечерашен интерес, а тоа е издание кое што произлегува од истражувачкиот интерес на кандидатката магистар Силвана Бојковска, како замислена како научен труд на студиската програма Културолошки студии во книжевноста при Институтот за македонска литература во Скопје. Нормално е што еден граѓанин на Куманово се интересира за еден ваков предмет на свој научен истражувачки интерес, а тоа е да се пати во еден хронолошки голем пресек развојот на градот, па јас би рекла за една навистина амбициозна периодизација од предисторијата, ако го земеме Кокино како еден локалитет многу близок до нас, кој што веќе има и едно големо, да кажем, меѓународно значење на листата на НАСА, па до се она што представува еден динамизам кој што се случува и во регионот Кумановски, меѓутоа и од самото конституирање, би сакала уште еднаш да ја подвечам таа година 1519, за да се пред сите нас отвори вака една амбиција да работиме следната година на поширока афирмација на она што представува Куманово и за нашата република. Нормално е што Силвана, која што е наша сограѓанка, се заинтересира за сите овие теми, за она што представува истражување во архивските фондови на изворна граѓа, на релевантна литература. Јас тука би ги спомнала пред се нашите фондови на градот, а тоа се архивот на град Куманово, понатаму музеот како една национална установа, нашата библиотека, која што навистина има еден импозантен фонд на литература, сите сме поминали низ таа библиотека. Се разбира, материјалите за самото издание се користени и во други национални фондови од републиката, се разбира, тука е Универзитетската библиотека во Скопје, Институтот за македонска литература, и сметам дека незиното љубопитство, кое што се насочи врз проследување на формата на традиционалното и современото културно живење на градот Куманово и нивното заемно проникнување, ги донесе овие резултати кои што се сублимирани меѓу кориците на ова технички убаво изведено научно издание. Авторката Бојковска беше потикната од автентичните белези на градот и на менталитетот на животот во него. Јас тука би ги потенцирала како можни значајни и можна поволната геостратешка положба на градот, како еден предислов за ширење и за восприемање на иновативни влијанија од соседни региони, понатаму од значајните културни, книжевни, духовни средишта проникнати во средновековниот
период кои гравитираат во градот и кои што околу градот и кои што во голема мера придонесуваат до она што представува исклучително значаен средновековен книжевен фонд. Тоа се средновековните скрипториуми на Матејче и на Карпино манастирот во близината на Куманово, се разбира црквата Свети Ѓорѓе во Старо Нагоричино, но исто така и на подоцнежните карактеристични фолклорно-етнографски елементи кои што и го детерминираат културниот аспект на процесот на развој на Куманово како една урбана населба. Затоа уште на почетокот и треба да ги потенцираме и сите оние значајни фондови, бидејќи самото издание изобилува навистина со една релевантна граѓа, со голем број на топоними, на имиња, на настани, на години, и мислам дека во него будно е проследена целата таа културна историја, и не само културна, туку и економска и стопанска историја и развој на градот во еден долг временски период, кој што зборува и за негово екзистирање низ вековите, а истовремено сето тоа е доведено во една врска со современите форми на живот во градот, бидејќи кандидатката користи една можна современа културолошка методологија и перспектива во проследување на културните феномени, кои што сите заедно внатре се истангирани, ќе ги видите многу убаво поделени едноставно низ посебни поглавја, значи за секој кој што е заинтересиран за проследување и за позадлабочено проследување на историјата на градот, меѓутоа и секој кој што би сакал бегло да добие некаква информација, а сето тоа раскажано со еден интересен фонд, па затоа и сметам дека книгата ќе побуди еден поголем интерес сред нашата читателска публика. Инаку, авторката Силвана гради една навистина исцрпна урбана и етносторија за кумановската населба со сите трансформации до преминот на современа градска средина, како простор низ кој поминуваат и времињата и луѓето и со сите нивни јавни манифестации, лични судбини, се редат општествено-политички промени, во чиј јавен простор се мешаат и студираат и лингвистиката. Ние сите знаеме дека Куманово е еден мултиетнички простор, значи се зборувало на многу јазици во текот многу историски развој. Се студираат и историјата, културата, приватноста и сето тоа е раскажано во самото издание. Затоа и сметаме дека сите граѓани и граѓанки на овој град треба да бидат поттикнати од интенцијата да научат повеќе за градот, за неговата историја, за културните процеси, за менталитетот на живеачката, за да можат, осознавајќи го значењето на градот како автентична урбана населба, да се поврзат со него, да вложат во иновативните процеси за негов современ развој денес во ова наше современо живење. Ваквите изданија се своевидна приказна за градот и сметам дека е од исклучително значење што општината Куманово е покровител на настан. Затоа, проследувајќи го историско развојниот континуитет на општествените и културните процеси во Куманово, низ призмата традиционално современо, што како една синтагма се провлекува во целото издание, авторката Силвана ги маркира карактеристичните општествени, политички, социјални, културни прилики кои представуваат еден битен услов за специфичните религиозно-духовни, културно-творечки, етнолошко-митски состојби од традиционален и од еден современ аспект. Во книгата проследувањето на овие процеси се опфатени во една историска смисла преку влијанијата на карактеристичните облици на византиско-словенската цивилизација, на ерменската култура, на ориентални влијанија, на современите европски влијанија, особено во доменот на архитектурата и различните облици на културно живење, што влијаеле и влијат на културната детерминација на цивилизацијскиот развој на градот. Од поновиот период особено е проследена урбаната и административно-управната архитектура на градот Куманово. Авторката Силвана, елаборајќи ги процесите низ синтагмата помеѓу традицијата и современото, низ општ преглед на историскиот развој, врши една идентификација на сеукупното
уште од најраните цивилизацијски почетоци и поради тоа таа мора да направи една своевидна периодизација на овие цивилизацијски процеси, кои што во изданието се представени низ карактеристични периоди. Од доцно римскиот, рано византискиот, како што се, например, локалитетите Костопелска карта, локалитетот Стара црква во село Лезенци, византискиот, тука уште еднаш морам да ги напоменам исклучително значајните културни споменици, црквата Свети Ѓорѓи, црквата во Матејче. Понатаму Карпино манастирот, турскиот период од 15 до 18, со црквите Свети Никола во село Стрезовце, Свети Ѓорѓи во Белјаковце, црквата Свети Ѓорѓи Победоносец во Младо Нагоричино и особено значајниот преробенски период, кај што се двете градски цркви, каде што и се одвива целиот духовен и културен живот на градот, црквите Свети Никола и Света Тројца. Понатаму значајните градби како што се Сад кулата, Безистенот, Куќуматот, Општинската куќа Беледие, како и новиот современ период кој што го означува 20-тиот па и 21-тиот век, тоа е ова време во кое што живееме, представен главно преку архитектурата на градскиот архитект Владимир Антонов, како и преку одредени градби од послевоениот период, после Втората светска војна. Тука би ја споменала и монументалната спомен костурница и некои други емблеми кои што од градби кои што се значени за животот во градот. Особено илустративни се решенијата со слики и со прикази во самата книга, внимателно бирани би рекла, бидејќи дел од некои од овие градби кои што ги споменавме веќе не постојат во нашиот град и сметам дека вака низ илустрации, низ слики, тие ќе останат во културната меморија на градот. Тоа е особено важно за сите нас, така да не подсети и на едно изминато време, но и на она што представува еден императив за нас како современици, што треба да направиме понатаму за да градот забрзано и натаму чекори и културно се развива. Дел од книгата ги разработува токму современите форми, значи на културно живење и согласно промените кои се согледуваат во економскиот развој и во реформите на стопанскиот систем од крајот на 19-тиот до целиот 20 век, каде што се бележат и промени во општеството, во образованието, во градската архитектура, во духовната култура на градот, во забавниот живот, во здравството, во музиката и во спортот. Инаку, за илустрација јас би споменала едни пресмртни периоди во историската судбина на градот. Тоа се некаде годините на 1925 до 30 година, кога се бележи еден заврзан архитектонски развој на нашиот град. И како куриозитет би споменала еден податок дека во 1925 година во градот имало 8 хотели и преку 72 угостителски објекти кои што функционирале и како културни јавни простори, во некои од нив имало филмски проекции. Значи, ова е еден податок кој што зборува за еден навистина динамичен социјален живот на нашиот град и треба навистина бројката од 8 хотели да ја сватиме буквално и да ја согледаме и состојбата и денеска и што треба понатаму да се развива во една општина од 120.000. Ако е ова 1925, тогаш веројатно имало некаде од 25 до 30.000 жители во нашиот град. Така што едно вакво издание само може да ни побуди една ваква интенција и иницијатива во развој на културните политики, како да се развиваме и како понатаму градот да го презентираме и сред нашите сограѓани, меѓутоа тој да стане еден препознат културен маркер и за нашата држава и пошироко во регионот. Особено сакам да го потенцирам и она поглавје за знаменити представи
представници на градот, за лицата кои што се вградиле во нашата представа развој, кои што со своите визии и креативни напори дале еден согледлив напредок и развој на градот. Тие во книгата се нотирани низ многу убави, кратки биографски податоци со акцент на она која личност како се вложила во она што представува развој на општината и на нашиот град. Само некои од нив: Карпош Кумановски крал, Иконом Димитрија, Трајко Муфтински, Георги Малински, Владимир Антонов, Момир Коруновиќ, Томо Григориевиќ, Васа Поповиќ, Трајко Лопарски, Христијан Тодоровски Карпош, Панче Пешев, Васил Илјовски, Трајко Прокопиев, Салтир Путински, Кирил Караджа, Коста Ангели, Маријан Абарлек, доктор Лазар Соколов, Драготин Аврамовски Гуте, Веролюб Станковиќ, и јас овде ќе ми дозволите една лична нотација упатена до Димитар Масевски и до Миодраг Арсовски Болто, како познати хроничари на нашиот град, бидејќи верувате сите овие монографии ги ползуваме. Мислам дека Димитар е тука присутен и сам би сакала и преку изданието на Корени, исто така со кое што направи еден поширок пробив на издавачката дејност од нашиот град, бидејќи изданието се најде на Еврозин мрежата од Виена. Со тоа, добар дел од културната традиција на градот се извези надвор од границите на Македонија и во европскиот простор. Заедно со изданието кое што Силвана го користи во нејзиниот труд, како куриозитет би го споменала изданието посветено на Кумановската кафејана. Само два проекти вакви со една модерна културолошка методологија и перспектива се направени во овие региони. Тоа се монографиите, докторски дисертации за Белград и за Загреб. Третата е за Куманово. Мислам дека на оваа книга треба уште повеќе внимание да им посветиме токму низ еден културен флуид кој што се случувал сите овие години во градот. Од музичкиот и забавниот живот, тука е нашата музичка икона Нино Величковски апсолутно. И мислам дека тој извезува нешто буквално од кумановскиот бит, надвор од овие наши амбиенти кумановски типични, и мислам дека ја промовира таа кумановска култура и мелос и типично за овој град и надвор од градот, односно пошироко познато низ републиката. Гоце Божурски го гледам тука, сите тие ги доживам како некакви уметнички и културни икони, се извинувам, макар мислам, меѓутоа и јас сум сограѓанка и едноставно мислам дека сите овие личности играат една голема улога во афирмација на она што представува типично кумановски бит и кумановски културен живот. Затоа топло ја препорачувам оваа книга на Силвана. Сметам дека сите овие материјали многу добро се систематизирани внатре, издвоени се низ отделни поглавја, подпоглавја. Секој многу лесно може да се снајде во книгата, некого го интересира традиционалното, историското, некого го интересира современото. И мислам дека секој кој што тргнува од свој читателски интерес може да се послужи со оној дел од ова издание за кој што пројавува посебен интерес. Затоа и јас овде би ги подметла уште еднаш изворите кои што се користени за изданието. Мислам дека дел од нив проследувате и на бимот. Тоа се архивски фондови, пописи, весници, фотографии, градски хроники, записници, сеќавања, кои што многу систематично се документирани во самата книга на авторката Силвана Бојковска. И можно е да се вратиме на времето кога градот Куманово како јавен простор бил едно подрачје за наблюдување на стварноста на неговите главни актери. Секогаш на прво место е власта и оние кои што нели раководат со градските проекти, на граѓаните, на посетителите и на гостите, на хроничарите кои што поминале низ градот и кои оставиле трага во неговиот испис како град.
но и ова хроничарско навраќање треба да ни ја генерира визијата за натамошен развој на градот и да даде наркотики за економски развој низ формите на промоција на културното наследство и на културниот туризам. Сметам дека многу добро систематизирано од еден и препорачано од еден економист, како што е магистар Силвана Боковска. Така што, топло ја препорачувам книгата, мислам дека голем дел од вас ќе ужива во сето она што како податок се нуди меѓу нејзините корици. И сега, ако ми дозволите, една вака лична нотација, а тоа е дека наредната година, кога се слави 500 години јубилеј на градот, тоа е еден јубилеј кога сите сме привилегирани што сме живи да го доживееме и да го прославиме. Сметам дека градот треба да направи голем број на културни манифестации, можеби да организира и некаква научна трибина во која што ќе се вклучат сите познати представници на градот и кои што дале свој придонес во одредени области на науката. Јас ви благодарам за вниманието. Уживајте во историјата. И да чекаме 500 години јубилеј на градот. Како што почитуваниот автор на ова значајно дело, кој ќе остане како белег и обележие на нашиот град, пишува во книгата, кога ќе се спомене градот Куманово, тоа е одлична асоциација на добра песна во која љубовта е вечна тема на инспирација. Љубовните песни пленат со интензитет на чувствата, во кои најчесто се опева младоста, љубовните копнежи, животните пораки, разочарувањата, нереализираната љубов, непреболот по саканата личност. Таква песна е и познатата Прошета се Јовка Кумановка, чија интерпретација ќе ја проследите во продолжение од страна на Гордана Кузмановска Петковски и културно-уметничко друштво Српски вес од нашиот град. Повелете. Прошета се Јовка Кумановка
открилото, традиционалното и современото културно живење во Куманово на авторот магистар Силвана Бојковска. Тој е професор доктор Илија Велев. Тој е доктор по филолошки науки. Работи во Институтот за македонска литература во Скопје како редовен професор по предметите византиска култура, кирило-методиевистика и културно наследство, но и како научен советник во Оделението за средновековна македонска книжевност. Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1990 година. Беше еден од иницијаторите и државен програмски координатор на 2008 година на македонскиот јазик, проект на владата на Република Македонија. Член во 2 мандати на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и член на управата. Актуелен член на Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија. Престојувал на студиски престој во повеќе универзитетски и научни центри, каде што држал и стручни предавања. Од наградите и признавијата кои се бројни, ги издвојуваме. Добитник на државната награда Гоце Делчев 2006 година, како општествено признание за особено значајно остварување во областа на науката, за монографското издание Византиско-македонски книжевни врски Скопје 2005. Плакета на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје 2006 година за посебна афирмација во областа на научно-истражувачката дејност. Плакета на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје 2008 година за посебен придонес во развојот и работата на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Добитник е на наградата на град Скопје 13 ноември 2014 година од областа на науката за научното издание Историја на македонската книжевност, том 1, средновековна книжевност, Скопје 2014. Се појавува како автор на поетски, прозни, критичко-есеистички, книжевно-научни и историографски дела. Повелете. Почитуван градоначалник, почитувана председателка на Советот на општината, почитувани кубановчани, ќе ми дозволите во својство на некубановчанец да ги изразам вечерва собствените импресии за традиционалното и современото културно живење на Куманово, но и за специфичниот табијат на кумановчани. Со големо задоволство да го искажеме и нашето овој пат не професорско, туку стручно излагање за видувањата на научниот труд на нашата колешка магистар Силвана Бојковска. Не сите историски епохи и цивилизации за кои што човештвото оставило писмени, археолошки или друг вид на материјални сведоштва на просторот на денешниот град Куманово и на неговата околина, во континуитет се одвивала богата и интензивна духовна и културна традиција. Таа произлегувала од влијателниот карактер на овој крај во Македонија, зашто уште далеко низ вековите истиот важел како значаен политичко-административен, воен и економско-трговски центар, но над се и како духовен или културен центар со собствени препознатливи форми на произнесување и на восприемање. Токму богатата мозаична историска и културолошка позиција овозможувала на тоа тло да се вкрстуваат процеси на различни цивилизацијски доживувања и преживувања, од чии што субстрати како талог се плотувале митовите, религиите, верувањата, легендите и во нашето современие сите преточувани во специјалниот кумановски менталитет, но и табијат. Ваквиот историско-развоен контекст живо го мотивира просторот на Куманово и на неговиот непосреден крај да го збогатуваат современиот духовен и културен амбиент со разноврсен колорит од традиционалните искуства, често произнесувани како народна традиција или како културна современост. Во традиционална или во современа форма на духовно и културно живење, денешната генерација кумановчани ги присвоиле и ги живеат ваквите процеси не само како локален синоним на собственото представување пред другите различни од себе, туку и подлабоко поистоветувајќи ја преку нив и македонската етничка самобитност и припадност. Низ историјата, а и во денешната современост, токму кумановскиот духовен и културен менталитет служел
и служи да се балансираат сличностите и различностите и на останатото население кој што е од друга национална или религиска припадност. Сушност, низ историските контраверзни процеси, овој крај од Македонија доживувал чести напливи од миграции на различни народи, како и на македонско население од околните места, пренесувајќи ги со себе и претходно основоположените народни традиции и верувања. Но, секогаш заедно со нив кумановчани го афирмирале своевидниот кумановски глобален свет, еден со друг и еден до друг преку специфичниот кумановски народен говор, мајтап, шегувања, но и проширувајќи го мозаикот на интеркултурните импресии и доживувања. Сушност, преку типичниот пример на духовното, културолошкото, дури и на общественото само легитимирање на кумановчани во минатото, а и денес во современоста, тие остануваат жива илустрација за обстојување на личните мотиви кај народите за самоидентификување и за самопрепознавање. Постојат разноврсни сочувани извори за духовната, културната и за народната традиција на Куманово, во вид на епистоларни состави, документарни пописни тефтери, ракописни книги, архивски материјали, патеписни белешки, како и ред историографски научни прилози, монографии или публицистички трудови. Во однос на монографските представувања пред се мисли на трудовите на Јован Хаджи Василевич од 1909 година, чија што мајка потекнува токму од Куманово, на Анастасија Урошевич од 1949 година, на изданијата од Методи Петровски и Петар Трајковски објавени во 70-тите години на 20 век, од веќе споменатите автори Димитар Масевски и Миодраг Карсовски Болтов во две изданија од 1996 и 2003 година, или на самостојната монографија на Димитар Масовски, редактирана и дополнувања во три изданија од 2004, 2006 и 2010 година. Секако ваквиот преглед посредно го надополнуваме уште и со трудовите, непосредно поврзувани со истражувањата за општествено-политичкиот живот во Куманово на Боро Чушкар и Стојко Николовски, за градската музичка традиција на Бориво Еджимревски, за историскиот континуитет на Александар Стојановски, за ономастичките проследувања на Љубица Станковска, за книжевната традиција на Маја Јакимовска-Тошик, за археолошките и култни откривања на Јовица Станковски, за христијанските или за муслиманските споменици на културата на Славица Крстич, за етнолошките обсервации на Анита Георгиевска и на ред други проследувачи, што јасно дава на увид дека за Куманово и за Кумановската област научниот интерес и културниот обсерваторски поглед секогаш бил активен и мотивиран. Почитувани, широката представа за богатото духовно и културно минато на Куманово, рафинирано во современото живење на денешниве кумановчани, стана предизвик и за поново истражување и популарно културно интерпретирање. Токму ваков издавачки проект е повод и за вечерашнава промоција, што како предмет на проследување го има традиционалното и современото културно живење во Куманово на авторката и на ваша сограѓанка, магистар Силвана Бојковска. Веднаш ќе истакнеме дека изданиево е поинакво од досегашните пројавени книги, прилози и други објави за Куманово и за неговата околина. Тоа е современо и мултидисциплинарно истражување посветено правенствено на историографскиот, социолошкиот и пред се на културолошкиот аспект на современиот културен амбиент во Куманово, што директно се напојува од изворот на културно-историската и народната меморија и традиција. Сушност, книгата што е предмет на денешната промоција представува магистерска дисертација на авторката Силвана Бојковска, одбранета на културолошките студии на Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, а под менторство на овде присутната копромоторка професорката доктор Маја Јакимовска-Тошик. Магистар Силвана Бојковска е ваша успешна сограѓанка во економско-трговскиот развој на градот Куманово и пошироко во Македонија, професионално досега реализирана во кумановската брендирана фирма Мега, што 20
со 25 годишно јубилејно обстојување. Ете, незините амбиции за интелектуално и академско надраснување ја мотивиране да го надополни собственото доживување за својот град и преку современо интерпретирање на традиционалното со современото културно живење преку проследување на масовните и на популарните духовни и културни препознатливости што ги прават кумановчани различно своји и слични непосредно до другите. Книгата е во издание на Сдруженијето за проучување на македонската народна култура Гирланда од Скопје, а нејзин уредник е професорот доктор Марко Китевски, кој што заедно со овде присутните промотори беше и член на Комисијата за одбрана на овој магистарски труд. Авторката Бојковска го има предвид влијанието на целокупниот спектар сочувано кумановско културно наследство од праисторијата преку антиката, римо-латинското, византиското, средновековното и турско-османлиското културно-историско сведоштво, па се до просветителските или природбенските пројави во 18-тиот и 19-тиот век, како и во периодот меѓу двете светски војни и преку втората половина на 20-тиот век, кога се рефлектирала типологизацијата на кумановскиот традиционален менталитет како одраз во современово културно живење на неговите граѓани. Ако историографскиот преглед на сочуваното културно наследство од кумановската околина, како што се најстарите локалитети и култни места на Брег, Костоперската карпа, Градиште и над секој кино и неговата автентична приказна за една од најстарите светски обсерватории, датирана од периодот околу 1800 година пред нашата ера, го втемелуваат сведоштвата за далечната духовна и културна традиција во Куманово. Тогаш, представите за локалните древни мистерии, легенди и преданија, проникнати од цивилизацијата на митризмот, ја продолжува недовршената историска книга со бројните култни места и личности како што се Кумановске Кудетумбе или Четири бандере, Батко Ѓоргија, Ленче Кумановче и други. И се до современото културно живење на Батко Ѓоргиевата боемштина на еден Нино Величковски, кај редица боемски корифеи на кумановското театарско глумиште во 80-тите години и секако кај мнозина типични кумановски личности од јавниот и од чаршискиот живот на овој град. Затоа пак, преку илустрацијата на богатото наследство со средновековните духовни и културни споменици, авторката ги отсликува местото и улогата на христијанската цивилизација и култура на теренот на Куманово и Кумановско, но истовремено ги проектира и подоснежните влијанија на исламската цивилизација и култура во глобалниот мозаик на традиционалното и современото културно живење на овој простор. На мощен импресионистички начин на произнесување во книгата се одбележани значењата на кумановските современи споменици на културата, што проникнале како одраз на актуелните за тоа време обшествени, идеолошки, социолошки и воопшто културолошки влијанија и доживувања, а покрај нив мозаикот го надополнуваат различните музеолошки поставки и препознатливите природни реткости. Според авторката, богатиот традиционален и современ амбиент на културното живење во Куманово се надополнува со јавните културни установи преку градителството или архитектурата, процесите на индустријско-стопанската, занемчиската, угостителската, образовната и здравствената дејност и така натаму и така натаму. Мощни впечатливи се истражувањата за одразот на народната и на духовната култура во Куманово. Тоа го нагласуваме зашто го имаме предвид фактот дека фолклорот и народната култура треба да се сваќаат како творечки доживеана народна уметност, која треба да се негува и да се користат ваквите искуства како индивидуален, личен печат за себе пронаоѓање, национално идентификување, духовно препородување и пошироко афирмирање. Од тука и приложената културолошка интроспекција на магистер Бојковска за народната култура во Куманово не представува само нешто веќе видено материјално и духовно народно искуство на кумановчани, туку грижата за него како за локално културно наследство има улога на еден вид
во наводници складирање на сеќавањето за творечките и инспиративни потенцијали на поколенията, породи и репродукција за сето нивно знаење и умење. Колку и да се прави обид, овој вид на духовно и културно живење да се квалификува како просто или неуметничко, временски изживеано, потиснато во минатото, најновите искуства со градење современ глобален свет, на интеграции ја наметнуваат потребата да се истакнува фолклорниот тип на произнесување за непосредно културно прелевање меѓу народите. Ваквата поставеност на вашите традиционални верувања, празнувања и сочувувања на обичаите почитувани кумановчени се значаен влог во македонското духовно и културно себе препознавање и пошироко македонско национално афирмирање, што ве прават блиски со сите во окружувањето, да сте едни со други и едни до други, но и да ве разпознава дека сте своји како едни покрај други. Со оваа книга магистар Силвана Бојковска на вас современиве кумановчани ви понудува оригинално и модерно видување за собственото културно себе препознавање во минатото и во современоста, како својвиден печат на кумановскиот духовен и културно-историски идентитет преку осовремениот забавен, уметнички, спортски и општествен живот. Кон тоа успешно се надоврзува и посебното поглаве за значајните историски и современи личности, поврзани со традиционалното и современото културно живење во Куманово, чијшто список на јавно презентирање се разбира дека секогаш може да биде поширок и побогат. Сепак, за ова прилика сметаме дека е важно да го истакнеме богатиот, собран, илустриран и редактиран изворен културолошки материјал, што ја рафинира едноставноста на продуховеното живење на кумановчани и ја буди современата свест за спас од колективната заборавеност на виртуелната стварност, која веќе се изживеала од претходните поколенија, па во современоста ете наликува на една јавна реалност. Кога се читаат страниците на оваа инспиративна книга за Куманово, дури преку митските обреди, обичаи или празнувања, како да се буди создавањето на кумановската стварност од минатото или едноставно како да се преосмислува начинот на современо прифаќање на новите навики во новиот живот што треба граѓаните да го живеете за во иднина. И да заклучиме. При оваа промотивна пригода на книгата, традиционалното и современото културно живење во Куманово на магистар Силвана Бојковска, на преден план ни се наметнува импресијата со пораката произлезена од незината содржина. Вам, почитувани сограѓани на авторката, при читањето на оваа монографија секогаш ќе ви се буди самопочита како кумановчани и над се како македонци, кои нема да дозволувате да се делите и взаемно ќе си ги признавате докажаните вредности. Затоа треба да се одлостат сите наметнати влијанија за меѓусебни делби и личните суети, а не себично да се разменуваат вредностните искуства. Тогаш ќе станат безпредметни лажните пофалби од некој одстрана, за да се само сожалуваме дека сме големи во просечноста, а ниту пак ќе ви наштетат тугите недобронамерни пробуди за да ве прават несигурни во собствените постигнати високи вредности. Во тоа име, единствено жалиме што првото издание на оваа добро технички опремена и илустрирана книга е отпечатена во тираж од само 100 примероци, при што евентуалното второ издание би било во поголем тираж и како издавач би се појавиле општината на градот Куманово или пак некоја од општинските културни институции. Искрено признание и честити во авторката и до сите оние што посредно придонеле пред кумановската и пошироката читателска јавност да се појави вакво, по многу нешта, автентично издание. Почитувани присутни, ве молам да ми дозволите да кажам збор 2 за господинот Никола Давидовски, кој што вечерва е овде присутен со нас. Ви благодарам што ми достоите со вашето присуство на вечерашната промоција. Никола Давидовски е музички уметник од нашиот град, кој ја испеа антологиската забавна мелодија Земјо моја од Јане Коџабашија,
на фестивалот Скопје далечната 1977 година. Овој господин важи за исклучително надарен исполнувач на забавни мелодии во 70-тите години на минатиот век. Неговите интерпретации на повеќе скопски фестивали оставија значајни траги во развојот на македонската забавна музика од минатиот век. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да присуствувате на вечерашната промоција. Кумановскиот диалект представува македонски народен говор на населението од овој крај на Македонија. Кумановскиот народен говор е карактеристичен по брзото зборување и по шеговитниот однос на комуникација. Споменатиот диалект е присутен и во македонската книжевност, а како типичен пример се диалозите во познатата драма Бегалка Ленче Кумановче од македонскиот писател на битови драми Васил Илјовски, чиј мал дел како фрагмент ќе биде интерпретиран во продолжение од страна на нашиот познат актер Гора Вилич. Sve mi se sluša. Ovo je cveće od veka. Ovo je od veka. Sve se osjećam kako u aleju na Velikanu. Ako slučajno priritam ili nešto tvrdim ploče, nešto niko vraća da ispuštu u Lažicu, sakam da me pogrebate u aleju na Maligani. Tu nikad ne sam slišao. Se vam ti kažao uvijek i vidi, ovo ko je malce, ovo. Uopšte nije ovo na tvoje, ovo ne kaži nešto sve. Ali se vama ne može da kažu i smeški pred Kumanaca. Znaš li mi su nam čovjek? Nema da mi se nasmeje gledate nama, ja sam od Kumana, mene nema da mi se. Kada beši od Skopje, neko ti se smije. Ama ja ne, ona pa na mene. A me frgedno od prilike. A ja je duda frg. Od treći sprav, znaš i kakav život. I crnjenka. Mogu vidim slušaj večer. Bojkovska ima promociju, ajde idemo da napravimo. Ja, Kumanovski, ne mora da ovo. Novom izvanju. I tako reši, ja sam da si ga odigram očno. A i drugi vam, mogu biti ako nešto pomoli. Ajde vikam neko jednu scenu da napravimo, Lenče Kumanovče, ovo ne. Ne. Ove gradonačelnike, bar nema niko da ne temo, lega babačko prije. Da. Ne oni, samo vrapčinja pojevka spari. I nikoga ne mogu da vedu, vikam, ajde, dobro, sam kad dođu, što dođu, gde su moje torčiće. Tržigarci im biljno, ona nikad dovoljna najde. Vikam, ajde se sad. I tako je, znači, da se ženi može svak. Svak. Vikam da kada ne ženiti umira v ludi, a ženiti umira v predat luzi. Jedan naš golem junak, nekako Kumano, Dosed, znajamo ga svite od Lenča Kumanovče, sirot mnogo sakače da se ženi. Kada kakvi primjeri imam, uopšte ne bi mi priporučio. Dobro, aj sad malo da vidimo što ki vidi to je. Sad ja ću igram dvete uloge i na Doseta i na Tomku, pošto nijedno od mojih kolečka ne sam. Por ligi, pustigi, a ova, ne. A što možu pa ja da im ponudim? Što može? Muškarac od ženu očekuje samo jedno. Žena od muža i djavo rabati. Sad je ovdje sam Dose. Dok je mali.
Аз се говоря де. Сега усреќу имам толку, а ова што имам браду, хормонални промени. Значи, многу е да ви ја прилешка. С брату. Што е, бе, да се не реци на шетање с бејцаки? Бре, јас с тие за ламбури да се шетам. Не само не води, ете, друштво за мене. Јас сум те чорбаджиски син. Мене тате сваки пут ми вика, гласе синко, немој с тија за ламбури да се фаќаш, зашто човек с какви ќе појде, такави ќе биде. Ако досе, ако слушай си да ти татка, Мари, добре, јас ги слушам и татета и маму, сви си ги слушам. Мари, добре, зашто Мари, ете ленче некој спи позор. Бе, досе, ти да ме се лjuti што ја го изпи? Не, добре, лjuto се зашто она не го изпи и лjuto се зашто игра све до рода Бошка, а до мене ниш не се фати. Беше го страде досе. Зашто ме? Од нега ли се плаши? Не, бе, досе, не. Или плаши се да не се гледа дека тебе те сака. До Бошка се фаќа на кој? Да заметне трак. Да наруси очи на ljudi. Има ги саке. Многу е дјавол тој ленче. И викаш, сака ме, досе. И ја го пуцам ти кажала, сакате. Ето, она мене сака, нека кажа. Рекнала ти га, бе. Досе, рекнала ти га. Знаеш какво му ме ми каже сам? Иди ми се да се стопу како фрусък, ете на слънце от билин. Забори ли ти она за мен? Бе, Досе, дай ти збори. Она за ништо друго и не збори, само за тебе. Истина ли, Доке? Да. Истина ли, Досе? Што сакаш да ти кажам? Дуго! Чекай, Блока, викаш сакаме? Сакаме? Дуго, бе, Досе, колко си досада. Няма да съм ти кажал. Не, све твое име га спомини. И кад спие, и кад не спие, све твое име га спомини. И кад спие? Какво и кад спие? Бе, Досе. Много пута такой, ки се легнемо заедно. Или дека се спиемо заедно. Заедно спиете? Пак. Заедно, Досе, како не спиемо заедно. Ето кој, мене ми се спие, а она ми збори. Тига едно време, ке ме наваша сън, ке се легнал, ке се спил, и ги слушам. Досе. Све твое име га вика усън. Истина ме вика. Вика ме усън. Бре, Досе! Вика, стоп! Донке, и явно ми моите сънуми. Донке, што ти друго збори за мене? Ништо, бре, Досе. Колко пъти такой ти си легнал заедно и она си га кушнал на ястък и почва да га целива, да га гушка, да га целива. Целива га ястък! Досе, мисли дека ти си ястък, а ти не те целива. Мене не целива. Окей, ти кажа и аз
имате целином, такой. Ама сън. Па сън. Ама кој не јави кърби бога, и тој ќе види досе. Ти ги много се зазборимо, треба да бегам на джија ќе там. Чекај. Слушай, на овој да го однесе здравоживо на домку, да му кажеш дека много го сакам. Тоа го предозе. Што е тој? Тој се леделија со обрзи и шикерчи. Има цел ноќ да се обеше. Што викаш предозе? Ништо. Викам, много ќе се израдуе Ленче, кога ќе види дека се опратија овој леглевију со обрзи и шикерчиња. Вика, леглевија, досели обрашиња, шикерчиња досели усна, со обрзи досели очиња. И цело време, док те жвака око, вика, досе. Знаеш се да... Мојно дете, туку морам да иду, аджија ќе ме тражи, морам да бегам, досе, ајде! Домке! Чекај, Домке! Чекај да ти кажам нешто. Домке, еден пут сакам да сунеш Ленчето од мене, ама не ти тој, како што знаеш, така е. Од мене, како е, да сунеш и да му кажеш много поздрав од досета, и ако толку много ме сака, еднак ќе си га прат од татата. Диди и да ми ме сврши. Се, бао ќе се играм с нема. Пан, да. Познавајќи ја младата, современа деловна жена која уште со првата средба и првиот муабет плени со позитивност, сигурност, безброј идеи, поставени цели и звездата која е нејзина воделка до остварување на зацртаните цели, едноставно не можете да останете равнодушни на сето она за кое таа со сигурност зборува, истражува и делува. Почитувани присутни, следниве минути се за авторот на традиционалното и современото културно живење во Куманово, магистар Силвана Бојковска, која успеа да ја оствари својата долгогодишна желба да го представи континуитетот на цивилизацијското надраснување низ историјата се до современоста, што го карактеризира овој крај од Македонија, поточно наше Куманово, како мощне богат со културно наследство. Повели за Влади. Кога ја правев програмата, за себе оставив најмалку, зашто знаев доволно 5 минути, зашто знаев дека имам прекрасни промотори и ќе кажам сосема доволно што е во врска со овој наш скромен труд. Најпрви сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на председателката на Советот на градот Куманово, што ме удостоија, што ми излегува пресред на моите барања, што ми ги отворија вратите на овој прекрасен репрезентативен објект. Исклучиво сакав промоцијата, ако некогаш да биде баш во овој објект, зашто за мене сакав сите заедно да ја почувствуваме ова творечко-духовна импресија што ја имал некогашниот занаечески естав. Моите корени се во економијата и затоа сметав дека баш економијата е таа со која што и градот може да напредува. Значи, една авангардна сила во почетокот на 20 век укажува дека треба еден градот да добива нов лик, едно по-современо урбанистичко уредување, така да започнува еден процес на уредување на градот во еден стил на неокласицизмот. Посебно, значи, благодарност на менторите,
кои што до менторката и до промоторите и што беа рецензенти за време на создавањето на мојот труд, што ме поддржаа максимално. Пред се сум благодарна што ме пуштија во нивните приватни животи, ме импресионира со нивните животни резултати, ме аргументирано доста и ме, како да кажам, коригира, но и нудеа решенија, не само да критикуваат, туку и нудеа решенија, баш со цел за да ова дело добие таква вредност како што е во сегашниот облик. За да направиме, се трудевме сите заедно да направиме еден веродостоен запис за Куманово, кој се надевам дека ќе допре до читателската публика. Посебно сум благодарна на сите ваши присутни, сите присутни тука во салата, ме изненадите во бројот. И она баш и што сакам да истакнам дека нашиот град во текот на историскиот развој се развивал со поголем или со помал интензитет, но на нашите некогашни соградини и жители никогаш не му недостасувале ентузијазам и идеи за да создадат исклучително впечатливи проекти со кои градот има со што да се гордее. Посебно сакам да истакнам да и ова дело да допре до младите, да даде некој си потик, да го чувствуваат град како свој град, да се пронаоѓаат, да создаваат, да творат, да работат на својот личен развој, а преку собствено надградување да допринесат и за напредокот, развојот на градот. Секако во ова моје излагање морам да кажам и благодарност до наша, освен што користевме литература, стручни литератури во јавните институции со кои располага богата библиотека при универзитетот, посебно сум пријатно изненадена од нашата национална установа Музеј на градот Куманово. До сега самата таа зграда за мене ја посматрав, гледав како една импозантна вила на некогашен индустријалец, кој што благодарение на него градот ја има електрификацијата во градот Куманово. Меѓутоа, благодарение на овој мој истражувачки труд успеав да навлезам натре во него, да видам дека музеот наш е доста богат, располага со 6000 експонати и навистина има една богата архивска документација која што говори за постанокот на нашиот град, значи уште од праисторијата до ден денеска. И покрај тоа што бев замолена да не давам, да не ја спомнувам Мега, меѓутоа јас сум дел од Мега и посебно сакам да ги поздравам собствениците, снаата и братот, кои што секогаш се во моја позадина и ми даваат безрезервна поддршка. Братот знаеше кога решивме ова да го издаваме, рече, секогаш нежно знаете ли се обрати, Силвано, не ме, молим ти се, лети у книге, ќе ти дадо пари. Не ме стави тука. Ама мислам дека навистина после 25 години, еве сега на 20 октомври ќе правиме 26 години, една единствена, немаме гасање палење на фирми, меѓутоа заслужи да се најде на заслужно место во овој монографски труд. Меѓутоа, тука не ставив само мене, се потруди да ги оставам целокупниот бизнис сектор, ако некого сум изоставила, значи верувајте, тоа е ненамерно, се гордеам со секоја фирма што ќе се отвори во Куманово, зашто сметам дека навистина напредокот на градот лежи во економијата. Секако дека Мега располага со квалитетни луѓе, тука морам да ја споменам посебна личност која што направи вака изданието да изгледа како што треба да изгледа, Александра Кимевска, која што конкретно
својот работа. Секако не можам да ја изоставам лекторката магистар Наташа Пежевска, таа моментално не е тука. Изненадување на благодарноста ми е посебно на Цоки Ристевски, кој што е виновник од оваа целокупна авантура да се реализира. Ви избришавме она низа на години што ја имаме запишано во нашето времетраење, се навративме на школските денови и буквално рече зошто да не направиме и една ваква промоција. Планиравме навистина онака како што рече, не излезе така како што излезе. Секако дека не би било во ред да не спомнам и благодарност до моето семејство, посебно до мојата ќерка која исто така технички ме поддржува во сето ова. И пред 2-3 дена ми се чини дека мако ме праша, вика, младите се вака, не, во младите е силата, младите се доста едуцирани, напротив, младите сакаат, го чувствуваат градот, направија едни прекрасни слики, значи јас тука ги донесов, ако можете тука и да приметите на овие слайдови што одат, значи направија таа со група на своји пријателки, значи трафики, некогаш путки што ги викаме, како може убаво да изгледаат, значи како мостот, значи тие го гледаат иднината во градот. Па покрај другото е една млада архитекта, успешно надарена, ги изцрта во овие медени колачи апсолутно ликовите на нашето себе припознавање на нашите кумановски белези во Баевер, на Батко Ѓурѓија, на Спомен Костурница. Значи, има млади кои што создаваат, творат. За овие аранжмани исто така морам да ја пофалам и Цветанка од Чистото и зеленило, која што направи еден прекрасен амбиент. Меѓу другото, Куманово е исто познат како мајтевски град, мајтапчи, тука би го поврзала и својот син, значи сите гледав од семејството на некој начин да бидат споменати, така да тој знае често да вика, кога ќе ме види вака некој да гледам филм или нешто во слободно издание, вика, ау, па ти ме учиш, па ти си без книгу, па молим ти се, колко, не ли полагаш јутре? Што бе деветка? Не ти признавам, иди по ништо и десетку. Секогаш тоа ме подсетува баш како коренит кумановец. Меѓу другото, сакам да истакнам една посебна личност во мојот живот, тоа е секако мојата мајка, која што одедно знае где се да направи. Економија е окрпна. И кога ќе ја прашам, што е тајна, незината тајна, таа ќе каже, Силвано, ја не јавам Камиле посред. Ами што да правам кога сакам да патувам? Сакам да го осознавам светот, сакам да знам за другите градови, за другите држави, меѓутоа тоа па ми замислили колку знам и за Куманово. Кога ќе дојдат партнерите, кај да ги однесам, до што да се сликаат? Значи, и затоа ова истражување уште повеќе ме потикна да видам какво е нашето културно богатство, со кои манифестации ние можеме да се пофалиме, зашто нашиот град навистина во една геостратешка прекрасна положба. Во секоја своја цивилизација си оставила свој културен влог во него. Па, таа хетерогена структура, богатство на религии и ме интересираше колку современите генерации и институциите го користат ова наше културно богатство како обштествен, културен, економски ресурс за развојот на градот. Од друга страна, тоа беше една причина што се нафатив, што ме интересираше, а секогаш мора да постои љубов, нели, за да се нешто создава. Втората страна, да, ме интересираше посебно колку индивидуата влијае врз колективот, колку ние го ставаме личниот интерес на општествениот.
Во книгата не гледавме списокот да биде што е поголем, што поширок назначени личности, гледавме оние што оставиле кои што останале во трајна меморијата на луѓето. Меѓутоа, денеска верувам дека списокот е многу поголем и многу позначаен на личностите кои што некои се уште во Куманово, голем дел се надвор од него, меѓутоа не се споменати во книгата затоа што сметам дека нивната творечка работа се уште е во продуктивна фаза и ја чека својата финална вредност, со траењето. Затоа и ќе постојат, верувам, и други изданија од други автори кои уште многу ќе испишат уште многу страници за градот на Куманово. Тоа волно е, сите не сме создадени ние за големи работи, но постојат да направиме мали работи, но со многу љубов за нашиот град. Денеска уште сакам да истакнам дека ова е уште еден многу посебен ден за мене. Освен што во Волково толкова убави луѓе дојдоа да ви го украдат времето, но верувам дека научивме нешто за Куманово. Денеска пред 19 години станав тетка и сакам да го честитам роденденот на Елена Зетоска. Многу малку се посветува внимание, сметам, за младите. Сакам да истакнам дека таа е многу скромна, едноставна. Не ги сакам овие јавни вакви честитања, меѓутоа нејзе не можев да ја одолем, зашто сепак е таа првак на попливање. Еве и тортата стига. Сакам да го погледнете и клипчето во кое што е аматерски снимен. Сепак е таа делфин во првак во пливање во дисциплина делфин во Македонија. Добар дел од оваа вечер решивте да го поминете во наше друштво на промоцијата на книгата Традиционалното и современото културно живење во Куманово на авторот магистар Силвана Бобровска. Ви посакувам пријатна вечер.